мислам, прво треба да се договориме дека сите ја сакаме. Како ја гледаме Македонија? Тука може да во идни- дискутираме, да. И треба да дискутираме, бидејќи знаеш како ничија емоција на крајот криштата не е најправилната. Ако сум се гледал ја со други од ровови, немаше да бидам денеска во ова студио. Многу фронтови, многу пукања. Ја пробав да тоа го, како да кажам, да го сведам на некаков фолклор, нешто што просто мора да биде. Таа е политичката култура во која живееме, тоа е социокултуролшкиот контекст во кој живееме. Немам проблем со тоа, јавна личност сум, окей. Знаеш што би било криво и затоа сум тука денеска, што јас само сум сакал да не сум имал проблем некој да ме соочи со нешто, а ми рече, види, ти Боријан вака, ти ова, не знам, било каква контроверза, ама да ми даде шанса да направиме буавет. Да. И затоа ми е драго што сум еве кај вас денеска. Од тој аспект морам да кажам дека борбата што си имал ти тогаш ја разбирам јас денес. И затоа ми е мило што си у студио денеска. И нема согласен со тебе дека тоа е само фолклор или социополитички момент кој што живееме и треба да го прифатиме. Ја морам да бидам малце посамокритичен у ситуација и да кажам дека ние медиумите во тој еден период, да речам 2015, 16, 17, 18 имавме голем удел во, како да кажам, во намалувањето на политичката култура и на општествената култура заради некакви политички агенти од кои што општеството немаше никаков бенефит. Само дополнително се растури и се расцепка некое единство. Да, тешко беше, морам да ти признам и јас сум, мислам, човек сум потпаѓал, мислам, емоции се имало работи што ме погодувале многу, но како да ти кажам, од друга страна не знам ако човек влезе у тоа ако го прифати тоа, да живее со тој гнев без почнува се да губи смисла и мислам дека некако се спасив од тоа. Инаку тоа беше стварно едно време кое не знам, не дај Боже да се повтори. Јас секогаш сум се залагал како новинар, ја мислам, нормално е дека имаме различни мислења, нормално, и мислам, треба да имаме различни мислења. Но, знаеш, најмногу ме погодувало тој еден обид на една поларизација меѓу патриоти и предавници. Да, имено. Види, Македонија е моја, јас сум живел 4 години у Брисел. Сум можел и да останам, но се вратив. Македонија е моја земја, ја неам друга, јас сум македонец, мислам, како да кажем, да не зборам што татко ми оставил у наследство 30 романи кои се напишани на македонски јазик. Не можам да исто ме боли кога некој ќе рече ти предавник, ама тоа така лаконски, така лесно ти го кажува тоа. Знаеш, ја немам проблем. Мислам, прво треба да се договориме дека сите ја сакаме. Како ја гледаме Македонија? Тука може да дискутираме, да. И треба да дискутираме, бидејќи знаеш како ничија емоција на крајот криштата не е најправилната. Или ничи концепт, особено ако е доктринарен, ако е вака треба да биде. Знаеш? Да. Јас сум, да речеме, од тие што се проеу, но и за тоа имам муабет. Ама со аргументи. Да, мислам, знаеш како, може во текот на емисијата да го разговараме и тоа.
Јас сум за ЕУ, во смисла на тоа дека сакам Македонија да биде внатре и да учествува во, бидејќи јас ЕУ имам доста критички став кон ЕУ. Но јас сакам да сме ние на таа маса, кај што сме заедно со сите други и правиме нешто за да ја поправиме таа ЕУ. Мислиш дека Не да седиме на страна и се плачеме. Може ли мисли Тој менталитет на Калимеро нема правда ми е поразителен. Тоа е, јас на пример не сакам да го прифатам. Морам да кажам, имам едно чувство дека доста е масовен доста е присутен тој комплекс на инфериорност. Македонците нема зошто да се инфериорни. Напротив. Има многу работи со кои апсолутно можеме да се гордееме. А ние сами постојано некако се пикаме во некој ќоше кај што као не знам, тоа као Стокхолм синдром, као најболje е да си жртва и као еве сите се против мене, а ја овде сум за греота нешто. Мислиш ли дека тоа е резултат на како да кажам, оваа поларизација за која што збориш, предавници патриоти, доктринарно наметнување на некакви идеи, идеологии, мислиш дека тоа е затоа што нивото на наобразба на политичка култура е многу, прво е ниско, и кога ќе се каже дека кај нас се сервираат оние флоскули кои што зрачат на ниски страсти, као Борјан е предавник, и заради тоа што Борјан е предавник, ние не треба да го слушнеме што он има да каже. Или што и да каже, тоа не е добро, не чини, ама што и да кажеме ние кои што сме патриотите, тоа е никој тоа не може, и никој тоа не го проверува. Кај нас се сервираат, како локуми се сервираат тези, никој тоа не проверува, никој не размислува, а сите се за Европска унија. Па тука сме сега. Дали мислиш дека како да ти кажам, дали мислиш дека тоа што не е спремна нашето општество, не е подготвено да ги слуша, да ја слуша вистината каква што е, да ја осознае реалност и да научи да направи одлука на реалноста, а не на некој си. Тоа е таа институционална слабост, тој институционален дефицит. Погледни го образованието. Ние немаме во образованието немаме категорија на критичко размислување. Не. Во образовниот процес ти даваат тоа е лекцијата и тоа е така, како Библија. Да. Не те тера образовниот процес да мислиш, да размислиш, да истражиш. Ти да дојдеш до заклучокот дека е тоа така. Да. Тоа е финскиот образовен систем. Не знам дали сте ја гледа, јас имав имав документарец, намерно отидов баш заради овие. Го гледав таму. Недела дена бев во Финска. Мислам, они не ги тераат децата, што сака детето може да каже. Они го тераат детето да ти кажи што мислиш, твое, ама истражи и најди аргументи. За тоа и кажи го. И тука не е спорно. Да. И сега они у суштина ги учат децата на научниот процес. Како ти да дојдеш до правилен заклучок, без разлика на тоа што е твојата презумпција пред да осознаеш фактите околу. Како да дојдеш до релевантни извори на информации. Што е релевантен извор на информација? Мислам, сваѓаш? И сега имаме циклуси. Ама може ли само една забелешка? Ја, оно што гледам у македонскава политичка сцена е дека во суштина проблемите кај нас се јавуваат кога резултатот помеѓу политичките партии е близок. Тогаш се создава набој во општеството, тогаш се создава на размислување дека сега или никогаш. Еве сега СДСМ изгуби, така? Да, изгуби многу. Да. Многу на малку, немаше емоција, немаше тензии. Тоа беше, се израдува, испука огнометите, петардите, прославија на плоштад. Така треба да биде. Да, ама така треба секогаш да биде кој се формира влада. А кај нас кога е тесно, кога е тесно, честитки, излегуваш. Еве се албанскиот блок го има тоа. Утре пак ќе се смени, пак ќе дојдат други, трети, мислам,
мислам, с краја било да доеме ситуација да имаме една власт. Да. Се враќаме Сме бегали од тоа, да. Да, ама тоа е очигледно дека ние како народ не знаеме уште што значи демократија. Демократија не значи во суштина владење на мнозинството. Зошто? Еве сега добиле ВМРО 430.000 гласови. Да ги собереме сите останати партии, они имаат повеќе од ВМРО да помане. Ама таа идејата која што победила на изборите. Епа видиш, тоа никогаш не се ние влеговме во 90-тите, значи организиравме демократски систем, но никогаш не направивме институции кои градат демократска култура. И сега, како поминува времето, така тој ја станува се поголем и поголем. Меѓу демократијата како систем и населението кое треба да се прилагоди на тоа. И тука се губиме. И сега сме ние во тој еден јас. Просто лепдиме. И не знам, ја одамна викам, една земја како Македонија, мала, мислам, клучна работа се, ја не би разговарал за друго, затоа ми е криво сега, со толкаво мнозинство влегуваат во теми кои се тотално ирелевантни. Ова ми беше циклусите кои што се повторуваат. Здравство и образование во Македонија, да се посвети некој, сериозно, толку не го треба. решиме проблемот. Толку не треба, да. Го решиме проблемот. Да. Со тоа што, тоа во Финска ми направи впечаток и баш го потенцира во филмот мој. Реформите во образованието не може една влада во еден мандат да ги истера. Финците 70-ти години биле, јас изненади, биле доста сиромашна земја. Мислев дека они се богати од времето. Они биле... Да. И по СССР, комшија, војна. Не, ништо, значи мраз, луѓе, тоа е кога снимавме таму, камерата ни се на 2 сата, батеријата ни се трошеше од ладно. Како да ви кажам, значи ладно. Што имаме луѓе? Човечки потенцијал. Вложуваме во човечки потенцијал, договараат. Во тоа време биле социјалдемократи на власт, ја иницираат реформата, конзервативците прават консензус, и ја тераат таа реформа, и тоа е тоа. Да. И кај нас никогаш не се дојде до тоа ниво, еден консензус да има за национални прашања помеѓу социјалдемократијата и конзервативците у Македонија, да има еден консензус. Помеѓу сите, види Бечка, помеѓу не, добро, кај нас е поделено на некој... Да речеме. Погрешна одлука да има, нешто ќе беше подобро него ова што е сега. Нема никаква одлука. И сега овој циклус сакав да тие доктрини што се шират, дека готово овие предавниците мора да си одаат, крајно време е, сега ќе гласате ова, ќе дојат патриотите. Доаѓаат патриотите со многу големи очекувања, народот нели има очекувања 430.000 гласа, тоест 560.000 има Гордана Силјановска. Доаѓаат и од големите очекувања или од таа сега нели они ќе дојдат и ќе спроведат патриотската доктрина, доаѓаат првиот ден. Исто како Стево Пендаровски. Исто како Талат Џафери. Знаеш ли кој е најголемиот проблем на странските инвеститори во Македонија? Кој? Неконзистентност во политиката. Кадар. Нема кадар. Нема кадар. Значи, ние почуваме соочуваме со ерозија на како ти кажа, на супстанцата. На човечкиот потенцијал. Кадарот аспект дека си иселуваат или затоа што не е образован? Не, од иселување. И иселување и недоволно образование, односно секој што е образован си оди од држава. Несоодветно образование. Немаш ти имаш, како ти кажам, нефункционално писмени луѓе. Да. Ти се поделија илјадници дипломи, докторати, не знам што, за ништо, онака. Како ти кажам, за писмена работа у 8 оделение на времето што се правеше.